Примив преку 300 пораки и коментари на Facebook од учители и учителки, бесни од покачувањето понудено од банкротираната влада. Ако СОН го прифати и го прекина штрајкот преку ноќ, тогаш во чие име го прифатил, прашањето е сега. Во чие име го откажа она што требаше да биде голем првомајски бунт на даскалите на 4 мај? Првомајски протест на 4 мај. Абе ова у старт ми беше некако сомнително. И знаев дека синдикатот спрема некоја дубара или дека она што го подготвува нема баш да излезе така како што го планирал. Не треба да си многу паметен да го знаеш тоа. Овде од секогаш синдикатите биле алатка во рацете на власта за обезбедување на социјален мир. Затоа имам порака до даскалите. Со стопирањето на штрајкот од страна на синдикатот без да го консултира членството, треба да сватите дека немате синдикат. Значи, најдете си нов синдикат. Оти овој мириса на загорен граф. На салама кој ќе ја заборавиш у фрижидер завиткана у фолија кој ќе ја извадиш после 6 месеци. По зеленета. И сега, еден тип кој е лидер на синдикатот со плата од 70.000 денари им вели на своите подчинети: треба да бидете среќни со 2.500 денари покачување на тие 22.000 плата што ги земавте, нели, што ги земате до сега. До тамо сме стигнати. А да не навлегувам во тоа кој и како успеа да го убеди лидерот на синдикатот да го прекине штрајкот онака чутенката. И со тоа да им забие нож во грб на учителите. Ама немало пари. Било тешко периодов. Корона. Па Путин направил војна, па го секнал гасот, па инфлација, па цените скокнале до небо. Па за кој мој купувавте лубриканти од 200-300.000 евра ако немате пари да дадете и плати, да дадете и покачување да дадете. За лубриканти има, за овие ЛГБТ, за даскалите во Македонија нема. И тогаш, како јаготка на шлагот, стигна веста дека владата ќе се задолжи, заверували или не, речи си, 1 милиарда евра. Јебо матер своју. Така велеше оној Џура од надреалистите. Така Таче Назаев го замислува економскиот раст на Македонија. Ти си поземиш 1 милиарда евра и тогаш економски растеш. Позајмува пари од белосветските бангстери за да може да подели плати во Македонија. Пари кои ќе ги враќаат и нашите внуци и правнуци. Па доста лажете бе, Таче, доста глумите држава. Излезе вратата од шарки. Нема држава. Аш и престанете да плукате по оние кои ви ги образуваат децата. Не паѓајте на пропагандите на СДСМ кои кога беа во опозиција се пењавеа по медиуми во одбрана на учителите кога штрајкуваа во времето на Груевски. Тогаш учителите за СДСМ имаа право на штрајк, а денес немаат право на штрајк. Ете такви лицемерни џубриња се на власт. Учителите заслужуваат да имаат големи плати. Зборувате дека не ги бидува, ширите таква пропаганда меѓу народот. Дека се партиски вработени сите, дека ова, дека она, дека не се способни. Дали ги вработил СДСМ или ВМРО или ДУИ, сега не е важно. Важно е дека и меѓу нив има квалитетен кадар кој дава се од себе да ги стави вашите деца на вистински колосек и покрај институционално образовниот холокауст во кој се принудени да работат според нели реформи и програми кои се погром за образованието. Тие луѓе не се за плукање. Бе, зошо бе не ја плукате Мила? Одамна не сте ја плукале, а? Таа, например, направи пустош во образованието и тие пред неа до душа. Ја заборавивте Мила, ви текна која беше една Мила, нешто баба, нешто од Финска имаше, нешто некои конекции со Финска, со Хелсинки, ви текна една Мила. Тоа е вистинската мајсторија на секоја власт. Да направи да ги заборавиш монструмите што ти ја уништувале иднината со години и тебе и на твоите деца. Јебо матер своју.